ученици, добар ден и добре дојдовте во нашата училница, каде што ќе проследите видео лекција. Јас сум Емилија Јаневска Крајчевска од Деленски настав. Вие ќе проследите видео лекција по предметот општество, што представува Европската унија. Што ќе научите со оваа лекција? Ќе научите како се јавиле идеи за формирање на Европската унија, ќе научите што представува Европската унија, кои се земји се членки на Европската унија, кои се најважните институции на Европската унија и кои земји сакат да влезат во Европската унија. За почеток ќе ги проследиме идеите за Европската унија. Што било поттикнувањето за да се направи Европската унија? Идеите за обединување на европските земји постоеле уште многу одамна. Движечката сила за формирање на заедницата била поттикната од катастрофите од двете светски војни и напнатоста и разликите кои постоеле меѓу народите и државите во Европа. Во 1951 година 6 земји од Европа, Белгија, тогашна Западна Германија, Луксембург, Франција, Италија и Холандија ја создале Европската заедница за јаглен и челик. Во 1957 година заедницата за јаглен и челик прераснува сега во Европско економска заедница. Во 1993 година е основана Европската унија со договорот од Махстрихт кој што бил потпишан во 1991 година. Понатака треба да знаеме што представува Европската унија. Европската унија е меѓувладина и наднационална заедница на демократски земји членки на 27 членки. Погледнете ја картата на Европа. Приметувате дека има одреден дел е обоен со зелено. Тие земји што се обоени со зелено на картата на Европа се 27 членки на Европската унија. Европската унија е најголемата конфедерација на независни држави во светот, основана под свое име во 1993 година со договорот за Европската унија. Кои се земји членки се членки на Европската унија? Погледнете. Австрија е членка, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Полска, Португалија, Романија, Словачка, Словенија, Шпанија и Шведска. Тоа се 27 членки на Европската унија. Погледнете сега табелата. Од табелата можете да видите се 27 членки, тука се сите членки, со нивните главни градови. Тука се датите кога пристапиле во Европската унија. Например, Австрија, главен град е Виена, пристапила во Европската унија 1. јануари 1995 година. Број на население колку е? 8.584.926. Колку е површината на што ја зафаќа државата Австрија, и така натаму. За сите 27 членки имате податоци. Сопрете го слайдот, разгледајте ја убаво табелата и понатака сигурно забележавте дека кај 6 земји членки нема датум на пристапување кон нив. Тука пишува само основач. Значи, нема датум, како например во Белгија, има само основач, а нема датум на пристапување. Тоа се 6. Такви се 6, кои што се со во ова колона, се 6, нема
пристапил на таа и таа. Тоа се Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција и Холандија. Тоа го забележавме од овој слайд. Што треба да знаеме друго? Најважните институции на Европската Унија. Најважните институции на Европската Унија се Советот на Европската Унија. Тој е Совет на министри и има 28 члена. Понатака Европската комисија, која што брои 28 члена исто, Европскиот парламент, исто така многу важна институција на Европската Унија, 732 члена, 750 максимум. Европскиот суд на правдата, 28 судии, плюс 28 судии СПИ. Европски ревизијски суд, 28 члена и Европска централна банка. Тоа се најважните европски институции, односно институциите на Европската Унија. Кои држави сакаат да влезат во Европската Унија? Многу држави сакаат, се обидуваат со години, како нашата држава, се обидуваме со години за да влеземе во Европската Унија. Такви држави кои што сакаат да влезат во Европската Унија се Турција, таа е официјален кандидат за член во Европската Унија. Европските амбиции на Турција датираат од договорите од Анкара уште од 1963 година. Македонија е официјално кандидат за членка на Европската Унија без датум за преговори во момент. Исланд е потенцијална земја членка за членство во Европската Унија, она поднела апликација. Норвешка, Сан Марино, Андора, Лихтенштейн, Ватикан, Монако и Швајцарија не се членки, но тие имаат своји посебни договори со Европската Унија. Овие земји членки што ги прозборевме, тие имаат желба и амбиции за да влезат во Европската Унија. За една држава да стане членка на Европската Унија, треба да исполни 3 критериуми. Политички критериум е првиот критериум, да има стабилност на институциите кои гарантираат демократија, владење на правото и на човековите права. Понатака, имаат економски критериуми, да постои функционална пазарна економија и третиот критериум е институционални критериуми. Земјите кандидати мораат да го усвојат, да го применуваат и да го спроведуваат целокупниот пакет на политики и мерки од законодавството на Европската Унија. Значи, за да станат членки на Европската Унија, мора државата да ги исполни овие 3 критериуми. Политичкиот критериум, економскиот критериум и институционалниот критериум. Сега, откако го ја проследите видеолекцијата, во вашата тетрадка имате задачка да ги одговорите следниве прашања. Ќе го стопирате слайдот и ќе ги одговорите следниве прашања за да си го повторите наученото од видеолекцијата. Прашањата се: што представува Европската Унија? Кога е основана Европската Унија? Кои земји ја создале Европската заедница за јаглен и челик? Наброј барем 10 членки на Европската Унија, кажавме дека се 27, вие барем 10 набројте. Кои се најважните институции на Европската Унија? И набројте ги државите кои што сакат да влезат во Европската Унија. Ви благодарам.